Денеска православната црква ги празнува светите маченици Мина, Ермоген и Евграф и преподобната Ангелина и светиот Јован Деспот. Светите маченици Мина, Ермоген и Евграф. И Мина и Ермоген биле атињани по род. И двајцата живееле во Цариград, имајќи големи почести и кај царот и кај народот. Мина бил познат заради големата ученост и красноречивост и надворешно се држал како незнабожец, а во срцето пак бил убеден христијанин. Ермоген бил цариградски епарх и се представувал како незнабожец, и однадвор и одвнатре. Иако бил милосрден и правел многу добри дела. Кога се распламтила некоја расправа помеѓу христијаните и незнабожците во Александрија, царот Максим го испратил Мина да ја смири расправијата и христијанството да го истреби од овој град. Мина отишол и воспоставил мир, но себе си се прикажал како христијанин и многу незнабожци обратил во вистинската вера со говорите и со многуте чуда. Кога за тоа слушнал царот, го испратил Ермоген да го казни Мина и да го задуши христијанството. Ермоген го извел Мина пред судот, му ги отсекол стапалата и јазикот, му ги избодел очите, па потоа го фрлил во затвор. Во затворот на Мина му се јавил Господ Исус, го исцелил и го утешил својот страдалник. Кога Ермоген го видел чудното исцелување на Мина, и тој се крстил и почнал да ја проповеда силната Христова вера. И Ермоген бил поставен за епископ во Александрија. Тогаш разлутениот Максимијан самиот отишол во Александрија и ги ставил Мина и Ермоген на големи маки, но тие храбро ги издржале, помагани од благодатта Божја. Кога ја видел храброста на Христовите војници и Божјите чуда над нив, пред судницата се јавил секретарот Евграф, пријател на свети Мина, и му викнал на царот в лице: „И јас сум христијанин." Царот побеснел, го истргнал мечот и го исекол Евграфа. Потоа царот им наредил на джелатите и со меч ги убиле светите Мина и Ермоген. Нивните свети мошти биле фрлени во морето, но на чуден начин допливале до Цариград, каде што епископот, на кого во сон за тоа му се јавило, свечено ги дочекал и чесно ги погребал. Преподобната Ангелина и светиот Јован Деспот. Ќерка на албанскиот кнез Ѓорги Скендербек и жена на Стефан, српскиот деспот, синот на Ѓорги. Претрпела прогонство со својот маж и со него делеле секаква горчина во животот, како во Србија, така и во Албанија и во Италија. Своите синови Максим и Јован ги воспитала во вистинскиот христијански дух. По смртта на својот маж се замонашила и се предала на молитва, на делата на милосрдието и на градењето и поправувањето на светите храмови. Верна сопруга, прекрасна мајка и совршена христијанка. Таа на вистина го заслужила името мајка Ангелина, како што народот сега ја вика. Нејзините чудотворни мошти почиваат до моштите на нејзиниот праведен маж Стефан и посветените синови Максим и Јован во манастирот Крушедол. Се упокоила во почетокот на 16-тиот век и преминала во бесмртното царство.